Почитувани дами и господа, колеги и пријатели, дозволете ми да го изразам своето задоволство што имам чест да се обратам на 6-та национална конференција за борба против рак на дојка организирана од Борка. Би сакала во оваа прилика да упатам искрени честитки до Сдруженијето Борка за секој нов ден поради нивната исклучителна посветеност во борбата против рак. Жал ми е што денес не сум лично со вас, спречена сум поради претходно договорени обврски кои не можеа да се одложат. И воедно искрено ви благодарам што ми овозможивте да се обратам преку видеоснимка. Сакам лично да ви кажам за неколку новини за кои ние како фонд се изборивме да ги обезбедиме како здравствени услуги. Прво, во октомври ќе стапи во сила измена на правилникот за ортопедски помагала. Тоа предвидува намалување на утврдениот рок на употреба на ортопедско помагало вештачка дојка од 24 на 12 месеци. Ова значи за сите жени со извршена мастектомија ново помагало секоја година на товар на фондот. Тоа е заштеда на трошоците за сите семејства чиј член се бори со оваа болест. Второ, во 2014 година ви најавувам реализација на условен буџет за вградување на имплантант во еден акт за жените кај кои им се прави тотална мастектомија на клиниката за торакална и васкуларна хирургија. Оваа метода предвидува во еден акт да се изврши отстранување на дојката со карцином, вградување на силиконски имплантант, анатомско моделирање на дојката и брадавицата. Тоа значи дека жената нема да се изложува на понатамошни операции, со што се намалува и психолошкиот товар. Македонија со оваа метода конечно ќе се вклучи во модерните здравствени трендови кога станува збор за хируршки интервенции за ракот на дојка. Согласно медицинските критериуми од стручниот колегиум на клиниката, бројот на жени кои би се оперирале во 2014 година се предвидува да изнесува околу 40. Сосема кусо, дозволете ми да се информирам и за континуираните заложби на фондот. За превенција на рак на дојката се спроведува бесплатен преглед кај матичните лекари, анкетен лист и во зависност од резултатот советување за натамошно действување, упатување на повисоко ниво на здравствена заштита, ехо на дојки, мамографија и слично. Со оваа цел се опфатени годишно минимум 25% од вкупниот број на осигурани жени над 18 годишна возраст. Заедно со овој преглед, жената кај матичниот лекар добива и обука за понатамошна евалуација, тоест сам преглед на дојките. Сакам да укажам дека овие превентивни прегледи се натовар на фондот и апелирам не само како директор, туку и како жена, сите да ги користиме овие можности. Накусо да потсетам и за последните промени кои ги направивме како фонд. Прво, го олеснивме начинот на обезбедување и подигнување на терапија на пациентки со хормонски респонзивен рак на дојка во соработка со клиниката за онкологија. Досега еднаш месечно со специјалистички упат од матичен лекар доаѓаа во клиниката за да ја подигнуваат терапијата. Новото олеснување овозможи терапијата да се добива на секои 3 месеци со болнички упат кој важи една цела година. За оваа група на пациентки ги намаливме посетите кај докторите од 24 на сега само вкупно 5 посети годишно. Второ, драги пријатели, како што ве вети во моето обраќање минатата година на 5-та конференција, формиравме условен буџет со кој се овозможува реконструкција на дојките на најмалку 10 пациентки на кои веќе има направена мастектомија или имаат конгенитални деформации на клиниката за пластична и реконструктивна хирургија. До година, фондот планира овој број да го зголеми, посебно во делот на така наречените секундарни реконструкции на дојка по извршена мастектомија со користење на експандер и силиконски имплантант. Со почит ја поздравувам Борка и вашиот труд и иницијатива. Благодарам.